на Андреј Папаш Георгиевски, мој денешен гост. Добре, деде. Здраво. Навикна да више тука. Како долу? Така, више не треба не да те пречекам ни ништо. Дојди, се облечи, се влези си. Така, Доше. Како си денес? Па добро. 2017 почна со нас, како ја продолжи? Како ќе продолжам или како па со некои интересни проекти кои веќе се случуваат, но тивко веќе се чекат, па ќе го биде. Така. Денес, како што кажав претходно, ќе дискутираме за модата при прогласувањето на Трамп за претседател. Проследи нешто тоа, те интересира политика? Па добро, секој треба колку толку помалку да го интересира, колку се однака чисти една информираност, но земејќи во предвид дека и еден таков настан веќе се претвори во еден мал вид на модно шоу, едни интересирање кои што ќе носи и помалку и озборување и веќе зафаќа на друга димензија каде што и не опфаќа и нас дизајнерите во голема мера. Погледна делот шоуто, модното шоу под наводници ставено. Да, нешто погледнав на интернет. Так. Ја предлагам моторишија веднаш да ги добиеме и овие не овие фотографии, туку да, фешн инаугурација, како да се вели. Трамп, така, да ги погледнеме на нашиот бекграунд сите оние фотографии кои ги имаме подготвено. Ова е уличната мода, односно трендовите кои ќе владеат во новата година, тоа значи дека другиот бекграунд ако може да се одготви. Додека да го добиеме другиот бекграунд, ова е нешто сосема друго, ќе го продискутираме малку подоцна. Добро. Што мислиш, знаеме еве денешната наша тема е дали обрнувам внимание на трендот или цената. Можеме ли за ефтини пари да се облечеме добро? Добро, јас се држам до добро познатото правило дека стил со пари не се купува, но како движат работите се повеќе и повеќе и цената игра голема улога. Ако не во стилот, игра улога во квалитетот, во оригиналниот дизајн и така натаму. Не за џабе секој дизајнерско парче кошта одредена цена. Така. За разлика од тоа што се вика брза мода. Па добро, веќе се плаќа и потписот. Веќе се плаќа и потписот, не е толку креативноста и квалитетот, но има и тоа. Сум имал прилика да видам некои парачни облек од светски дизајнери, пред да видам нивната етикета, сум мислел дека се работи за некоја парачна облека која е, ајде, како да се изразам, ефтиноќа. Ефтин. Така. Ајде да запреме од режија на овие фотографии, ќе запреме прво на оваа, бидејќи оваа се погоди токму во етерот. Добро, ајде на оваа ќе запреме. Да, ова привлече доста внимание бидејќи се решува што ќе облече Меланија Трамп на инаугурацијата на Трамп. Имаше гласини дека ќе носи и креација од Карл Лагерфелд, но на крајот заврши на креација од Ралф Лорен. Така. Се суоči со доста проблеми ова жена поради кампањата на Трамп, поради сите тие сексистички, расистички изјави, сите тие изјави против илегалните мигранти во Америка, со тоа што доста дизајнери крена расе од неа. Дури пронешна дизајнерка на Мишел Обама напише на отворено писмо каде што ги повикува сите модни дизајнери да се приклучат кон неа, да завземат нејзина страна, односно да не облекуваат Меланија Трамп. И многу ми не послуша. Многу ми не послуша. Откако Ралф Лорен ја облече Меланија Трамп, испадна доста твитови на интернет каде што имаше доста изјави дека тоа ќе биде последно што ќе го носат луѓето од Ралф Лорен. Имаше доста исто така. Мислите дека ќе биде така? Мислиш дека луѓето не, секој чудо за 3 дена. Не, си стои сето тоа што си стои цела кампања на Трамп, нели, што ја споменав и ставовите на луѓето, но дека таа ќе остане необлечена далеко од тоа. Така. Доста беше интересно дека таа делуваше слично доста на Джеки Кенеди за инаугурацијата на Кенеди. Па мене ми се види како една интересна приказна каде што Меланија можеби сака да ни покаже како ќе делува како прва дама во нејзините обраски. Ова што го носи? Апсолутно да, доста одмено. Не е многу еднобојно, вака. Токму поради тоа ми се допаѓа. Има еден
еден чист момент во сето тоа и една интересна фора со Така, тоа што го носи како болеро капут на неа. така. Исто така доста ми се допадна и тоа што го носеше и Доналд Трамп како една традиција што сите претседатели го носат. Така. Тоа што Трамп стана 40-тиот председател што носи Бруклин Brothers. И се гледа активноста на стилистите, каде што ако Трамп носи црвена кравата, Обама носеше сина кравата и обратно. Така. Гледам дека на тоа постојано се внимава. Така. Добро, ја подоцна малку ќе поразговараме околу првата дама на Македонија, односно како таа се обликува. Иако имаме сега во кадар, таа не дојде на ред. Добро, еве, јас исто го забележав. Еве и стои Хилари Клинтон, да застанеме и на оваа фотографија. Да, и таа доста отмено изгледаше. Хилари секојаш има повторно некоја харизма во неја, ако не се лажам, сега не сум моден експерт, но не се повеќе вади харизмата од колку облеката која ја носи. Па, ајде можеби, таа е сепак допадлива жена според мене токму поради пооблеката што ја носи. Повторно се облече во монохромаско издание, доста стилизирано, доста чисто, што и делува на еден политичар, за некој што се бави со таква професија. Добро, и да ги погледнеме и следните фотографии, освен оваа, имаме уште фотографии. Ке се вратиме, мислам дека на почетокот ова цело видео. Повторно Меланија Трамп многу ми ја нападна оваа кравата на Трамп всушност. Прости ако грешам. Многу нападна црвена боја која мене ми е типично за американците. И мене ми засмета, нели треба и они малку ми нешто да смета променат? должината на кравата, бидејќи сметам дека треба кравата биде прст два над панталоните, над каишот, но во ред. Така. Ова е семејството фактички на Трамп, Да, ушо е јасно. да, ова е- И сите се во бело облечени. Пример, Да, сето тоа е плански, значи тука нема никакви случајности. Во тоа како ќе изгледат, бидејќи не смеат да бидат нападни. ама ова е па ептен нападно. Барем според мене со оглед дека бело и многу дречат, ако не сакаат да се нападни, нели треба да облечат црно. Според некоја логика говорам сега јас, не мора да значи дека е така. бидејќи и боите си имаат своја приказна и своја порака што пренесува, така да и Иванка Трамп пренесува порака со белата боја што ја носи. Она што ми остави впечаток е дека додека ние балканците се облекуваме во црно, американците се облекуваат во бело. Ние Тоа бидејќи криеме килограми, а тие изгледа немаат Не, бидејќи се килограми. работи за денски настан и се работи нели за прогласување на председател. Така. Тука не би стоело црно. Каде на следно? Пристигна во Вашингтон Меланија Трамп токму во црн капут на дизајнерот Ферари, заборавив името како е, Добро. исто млад американски дизајнер, и мене реално ми делуваше доста затворено, Така. доста затворено. Ова исто така е едни од Ова е настаните. балот, да, ова е балот. Вечерта пред инаугурацијата на Трамп, Мажите каде сите што исти. Меланија Трамп повторно се судили со проблемот што ќе носи и направи еден доста храбар потек по мене, каде што го избра дизајнерот Ерф Пиер. Тој е доста млад дизајнер кој досега работеше во Каролина Ерера како уметнички директор. Но овој пат се представи со свое лично дело, направено заедно, како што кажуваат новинарите, заедно со Меланија Трамп, кој што делуваше доста интересно, доста едноставно, но сепак впечатливо со цел тој газар што го има како текстура, мене ми делуваше доста отмено. Интересно е што таа Зошто Меланија толку се држи светкави како делови? Да, потоа и таму ќе се задржам. Ми се допаѓа што Меланија се држи до тоа што Трамп го зборува. Купи американско, носи американец. Да, Пир не е американец, Така. но сепак тој има американско државјанство. Така. Се е во тоа што Се Трамп поврзува го едно со зборуваше во цела кампања. Значи,
ова е цела една приказна. Тоа што викам, ништо не е случайно што го носат. Ивака Трап се појави по мене во лошо издание. Како Шери Хилда носија, не како Каролина Ерера. По мене не соодветно. Може би како некој оскаровски тренд во последниве 5 години кој мене не ми се допаѓа. Така. Добро, мислиш ли дека и кај нас се повеќе и повеќе владаат тие светки на пустани кај девојчиња и тоа е толку кичерајски што јас немам никаков коментар. Ако има смисла, да, но најчесто нема. Така. Сум гледал реви од светски дизајнери каде што ги употребуваат тие светкави текстури. Токму имаше таква колекција, чинам Меквин, само не знам која е сезона, тоа беше сосема логично. Но јас не сум фан. Така. Еве повторно гледаме некои од семејството Трамп, ја више не можам да ги разликувам Меланија и Иванка Трамп, не знам која е која. Па добро, земајќи предвид дека се разлика некои си од 10 години. Се чини така да може да бидат комотни. Сестри ми се допаѓа незиниот стајлинг, мејкап стајлинг, незината фризура. Да, ова веќе го видовме. Повторно Доналд Трамп и повторно таа црвена кравата. Јас мислев само на балканско ниво кога ќе ја утнеш краватата или немаш пари да си купиш нова. Носиш ваква, но очигледно американци. Ваква кравата мислам дека носеше истата носеше и Обама на неговата инаугурација. Дали на првата или втората не знам. Така. Стоп тука. Ова не знам кој е. Ова е мисле чини балот повторно. Да, ова е на балот, ама не знам која е личноста, ама дел од балот, најверојатно висока политичка личност во нивната држава. Црвена хаљина, многу обична, типична, па дури балканска би рекол. Грешно? Но прилега на незината става, ајде. Да, но не на тоа што можеме да го погледнеме на незината кожа и на... По мене црвенава боја, нели бода очи или греш? Јас како боја не ја сакам. Добро. Одиме со следната фотографија. Веднаш да видиме што ќе имаме на незе и гледаме бунта од позадина. Тоа ми остави впечаток исто најверојатно. Прав джентлмен. Ова е во 2009-та во потоа ми еве како изгледаше всушност сопругата на Обама, Мишел Обама. Да, доста отмено. Земејќи предвид дека таа е една малце по мене потешка конструкција. За да направиш нешто. Да, мислам дека ова беше можеби една од вистинските форми во кои таа треба да се носи. Ми се допаѓа белиот лептер, пеперутка нели кравата на машна. Не е многу бела. Не е многу бело над бело, со гледа како шулата е бела, па и... По бонтон се носи. Да, по бонтон се носи. Сега ќе повторам назад. Да, повторно Каролина Ерера. Еве, таа тие цветкави текстури кои... Макар што мене ми се допаѓа како не многу кичерајски. Ајде стилска икона да ја наречам. Да, сето тоа држи вода, ама ова е многу ептен. Мене ми е нетипично за балот. Суглед дека е балот. Нетипично за не, бидејќи се појави во креации на Оскар де ла Рента кога пристигна во Вашингтон, се појави исто така на друг настан ми се чини беше вечера на донации пред инаугурацијата се појави повторно во Оскар де ла Рента, земејќи предвид дека претендира доста чисти форми, чистина на лице, чистина во фризура, чистина на раце, не користи лак за ногти. Доста информации си собрал. Ме изненади дека вака се појави. Па да, сепак американците имаат доста моќ да продрат низ интернетот, низ различни информации, така да ние сме доста информирани за нив. Ова по мене тука ништо не се допаѓа. Дај, ти се кажеш на шуличево. Тука гледам повеќе пиксели отколку чиста слика, но можам да забележам таму не ми се допаѓа ни формата на деколтето, ни фустанот, ни накитот. Ова мислам дека и во шутка може да се најде, предпоставувам, за да поевтина цена. Тоа е твоја шутка. Па да, јас сум мојата шутка, поздрав до шутка. Ве сакам луѓе, навистина ве сакам. Но навистина мислам дека може да се најде и поевтино. Мислам дека околу 2000 арки ги спасат, ова чини богатство. Не мора да значи дека ако светски дизајнер треба да биде нешто во секој случај добро. Така.
Така. Оваа фотографија ја видовме, ќе ги промотаме за да ја видиме и првата дама на Македонија, тоа е Маја Иванова. Овие фотографии исто така ги видовме, убаво е уште еднаш да ги последиме. Најголема е она што направи најголема експлозија, тука ќе запреме режија. Најголема експлозија направи всушност кога како се велеше дамата, првата сегашна дама, всушност жената на Доналд Трамп даде подарок лично на рака без протоколна. Но истото го направи и Мишел Обама за инаугурацијата на Обама. Така. Се појави со жолта кутија, а беше исто така и во жолта боја облечена. Така. Еве првата дама на Република Македонија и нашиот председател. После сетова ме враќаш тука. Да, те враќам. Ова се шамари да се свестиме каде се наоѓаме. Да и дека ова е нашата реалност. Така, нашата прва дама. Како ти се чини, како е облечена со оглед дека јас не сум ја видел до сега на високи подпитици? Тоа го немам забележано. Еве се моментално тука се опитувам некако да зумирам. Ова е црвен типик, верувам дека носи некои мали подпетици, бидејќи по бон тон треба да се носат мали подпетици, но ако оди на равни чели, тоа треба да е од некоја причина по неа. Ние сме далеку од тоа да гледаме стилски икони кај нашите политичари. Така. За жал, сметам дека нашата прва дама е далеку од некоја стилска икона, од тоа што треба некој на неја да се огледува како да се облекува. Која облекува? Знаеме ли, познато ли во јавноста во Македонија која облекува првата дама на Македонија? Кај нас тоа се крие како змијата што си ги крие нозете. Не знам зошто. Кај нас се срамно да се каже дека се носат брендови. Веројатно поради нашата економска ситуација, но јасно е дека високите функционери и сопругите на високите функционери се облекуваат во модни брендови, светски модни брендови. И тука по мене не е ништо срамно, освен ако некои се прекамуваат од капата. Далеко од стилска икона, далеко од некогаш да ме воодушевила. Но елегантно изгледа на моменти се, или јас грешам. Значи знае да се скоцка. Не знам што е елегантно, дали незината по мене несредена фризура, незината лоша шминка. Не зборувам за незината конструкција, бидејќи секој човек си е индивидуалец во тоа. А по мене најтажно е што еве прем до мене досега не стигнала некоја информација за некои нејзини поголеми општествени, социјални делувања. Како што досега гледавме, нели, Иванка Трамп, Меланија Трамп, Обама, Мишел Обама, ќе ја спомнам, како достојно играње на ројата прва дама. Така. Со тоа што исто така достојно размислува на темата зашто нашите функционери или зашто првите дами на функционерите никогаш не се појавиле во некои ток-шоуа, во некои со новинари да имате еден опуштен разговор, за разлика од Мишел Обама, која се појави во шоуто на Елен DeGeneres 3 пати и направи ршум. И тука се достапни за публиката, достапни за народот. Градат блискост. Прават блискост, не се сраме да каже што носи. Доста пати имаат и на тактика каде што носат и некои најдостапни парчиња облека од H&M, Zara, што уште не. Исто да го прави и Кейт Мидлтон. Сето тоа е една политика, позитивна политика на однесување што кај нас не го гледам, така да што не можам ни да стигнам да размислам што нашата прва дама носи. Имам доста работи што мене прво ми сметат па да стигнам до тоа. Така. Сега ќе ги видиме и модните трендови за 2017, тука негде завршуваме со овие. Толку кратко? Па толку кратко. Не беше кратко, не беше кратко? 15 минути не е кратко. Опа, добри сме. Бога ми не. Сега ќе ги погледнеме исто така и модните трендови кои ќе наследат во 2017 година според Нью Йорк.
Ќе Според, видиме извини? според Нью Йорк. Еве, овие штикли ќе бидат вела тренд во 2017. Овие штикли. И панталониве неверојатно кои се Јас мислам врзуваат. дека сликаве поради панталониве. Не сум Добро, фан на бели подпетици, нема и да бидам. Хеланкиве, джинс хеланкиве се... Некоја шега по мене. Добро. Имаме уште, доколку мислиш дека тоа е се. Јузен се дека со овие модни трендови, да не се некои шеги на... не се шеги, не се лоши шеги, ова се модните трендови. Еве, јас не сум во тренд, не следам модни трендови, така да еве ти мене ќе ме информираш овој пат. Тука ќе застанеме од режија повторно. Што ти е сега тука чудно? Зашто се по патики? Не, Што им овдека фали? ништо не ми е чудно, овдека се ми е чудно. Овдека ништо не ми е Мене ми чудно. се допадна трендот кога се појави тоа да девојките и повозрасните жени носат спортски патики на еден секојдневен аутфит или аутфит за на работа. И мене тоа ми беше сосема логично, пред се од и практични убаво причини. изгледа. Мене ми се допаѓа сега, добро, И секој мене можеби во неколку наврати ми се има допаднато, но ова е пред се од практични причини и ова е тренд кој произлезе од големите светски градови. Така, ајде да видиме следни фотографии. Знам дека имаме и знам дека тие сам па бетер од ова е више добро за она што следува, ви рече. Затоа што тоа што следува е стоп. Што е ова папас? Ова е доста принтови бомба. Гледам тука доста принтови. Јас сакам кога се миксат принтовите. И Да, ма ова е начин too much. да се па не, ова е да се на еден начин да се покаже дека да, принтовите можат да се Ама чекај мешаат сега, еден окей, со друг. тоа се дозволувам, тоа е се окей, дека Види, задачата на модните дизајнери е да ги охрабрат луѓето. Ова е еден начин на охрабрување, еден начин на ново размислување. Не треба се да се земи здраво за готово во смисла дека треба ова буквално вака да изгледа. Но ова може да биде една инспирација за тоа како може да се делува. така. Макар што еве втората креација по мене Е окей. речи си Да, окей, дури имаат и обесена сега немојте со тегли да излези днес. Многу не са. Не види, не кажува Освен да ако не имате имаме некое буквалисти. логично објаснување, јас сакам кога нешто ќе видам и да ми е чудно кога некој ќе ми објасни ако јас фатам А приказната добро, во теглата или ќе ако се ставиш ликот- цвеќе, например, како оваа дама и целден ти биде се убаво. Јас верувам дека ова има логика. Верувам. Има да цветни се принтовите најверојатно во горниот дел, па ја викаат ај сега и цвеќе живо да ставиме. Например, Видиш дека има опа. приказна. Да, одма ќе си ја составиш ако нема стоп. Така. Ова мене ми се допаѓа. Во пиксель. Како не ти се допаѓа? Ми се допаѓа. Да, ќе ми беше чудно дека не ти се допаѓаше. Да, супер. Да. Нели се искомбинира како што треба и бои и Да, во првиот аутфит облека. значи гледаме малце еден по-офис лук со едни похрабри панталони со спуштено седло, една тренди ташна. А на вториот аутфит исто една оверсайз беги ташна која доста храбра, доста убава. така. Е сега, дали ќе ги видиме некогаш нашите административци вака облечени? Сами отворав друга тема. Кратко, концизно, јасно со оглед дека немаме ич време. Не, да. Не. Треба ли да се Многу побуди ретко. работна Имам атмосфера? неколку девојки вака видено, но повеќе тоа било како кафе комбинација отколку комбинација за на работа, за жал. Така. Папас, ќе мораме да се заблагодарам за твоето гостување денешно во Урбантак. Мислам дека споделивме доста информации и доста прокоментиравме. Аз знам дека беше доволно интересно затоа што зборувањето, односно коментирањето на други личности за нашата публика е секогаш интересно. Фала ти на тебе, мислев дека повеќе ќе ме спровоцираш, но фино беше. Не, ова беше онака Помирно беше ова. Добро, чекај, Или задничи наредниот да четврток ќе видиме што ќе се случи. Наредниот четврток не гарантирам ништо. Фала ти уште еднаш, навистина Фала беше ти на чест. тебе. А ние мораме да продолжиме понатаму. Јас мислев дека ќе одиме со ексклузивното интервју со Владо Ѓоргиев, но очигледно ќе одиме со реклами.